Добар ден, почитувани ученици, добре дојдовте во училницата по предметот Историја. Јас сум Ленче Чиркова, наставник по Историја во Основното општинско училиште Маршал Тито Струмица. Овој видеозапис е наменет за учениците од 7 оделение. Денеска сум тука да ја презентирам новата наставна содржина во станието на Скендербек. За реализација на овој час потребни ни се компјутер со интернет, тетрадка, молив или пенкало, учебник по историја за 7 оделение. Цел е на часот да знае за животот и делото на Скендербек пред враќањето во Албанија, да знае за враќањето на Скендербек во Кроја и за општото ослободително восстание во 1443 година, да знае за соборот во Лежа и создавањето на Албанската лига на 2 март 1444 година. Пред да преминеме на новата наставна содржина, да се подсетиме со две прашања од претходните содржини. Прво прашање, кој бил Скендербек? И второ, што знаеме за Скендербек од веќе изучениот материјал. Кој бил Скендербек? Значи, тој е една од најзначајните личности во историјата на Албанија, албанскиот народ. И што знаеме за Скендербек? Значи, е роден како Герд Кастриоти во Кроја, денешна Албанија, бил син на Јован Кастриот и потекнал од феудално христијанско семејство. Ова е слика од Скендербек, споменикот во Скопје. Првата точка ни е потеклото на Кастриотите и младоста на Герд Кастриот. Семејството на Кастриотите по потекло било од Хас. Како што веќе кажавме, Скендербек, дедото на Скендербек, Пал Кастриот, побегнал од Хас и станал господар на две села од долината на Црни Дрим, Синј и Долни град. Ѓон Кастриот, имотите на семејството, ги проширил до Јадранското море. На север неговите имоти се граничеле со феудалните поседи на Дукагините, а на југ со Аријанитите и Топијците. Кнежеството на Ѓон Кастриот, таткото на Скендербек, имало контрола врз трговските патишта во Албанија, што значи тој соработувал и со сите албански кнежества, за да ги задржи своите поседи во Средна Албанија и во Дебарската област. Тој ги дал синовите како заложници кај султанот. Ѓон Кастриот исто така соработувал и со други албански кнежества и со други држави, како што се Венецијанската и Дубровничката република. Поради тоа, значи, добил привилегии за своите синови, а исто така добил и право на државјанство. Скендербек е роден, како што веќе знаеме, во Кроја под името Герд Кастриоти, значи денешна Албанија. Кажавме, бил син на Јован Кастриот и потекнува од феудално христијанско семејство Кастриоти. Неговата мајка Војсава била кнегиња од полошкото семејство Трибалда или од благородното семејство Музака. Неговите родители имале 9 деца, од кои Герд бил најмалиот син. Неговите браќа се викале Станиша, Репош и Константин, а неговите сестри Мара, Јелена, Ангелина, Влајка и Мамица. Тоа е, значи, слика од таткото на Скендербек, Јован Кастриот, неговата мајка Војсава Кастриот. На овој слайд имаме една мала вежба, семено дрво на Кастриоти. Значи, веќе кажавме, овде само да провежбаме, за да можете подобро да научите за семејството Кастриоти. Значи, на почетокот Јован Кастриот, Војслава Кастриот, тоа се родителите на Скендербек, имале 4 синови и 5 керки. Синовите Константин, Репош, Станиша, керките Мара, Јелена, Ангелина, Мамица, Влајка и немалиот син Герки. Значи, можете да го запрете видеото и да го напишете семејното дрво Кастриоти во вашите тетрадки и потоа повторно да продолжите. Герд бил предпоследното дете и се родил во 1405 година. По освојувањето на Кроја 1414 до 1415 година, османлиите го принуделе Ѓон Кастриот да им го даде Герд како заложник. Герд 10 години учел во Ичоглановото училиште кај Едрене. Во училиштето христијанските деца се воспитувале во османлиски дух, а подоцна биле испраќени како управници во земјите од кои потекнувале. Герд се разликувал од другите деца, значи тој бил доста остроумен и научил неколку јазици. Тоа е слика Скендербек во времето кога бил во војното училиште во Едрене.
Значи тука имаме една борба каде што Скендербек поразува еден татарин. Герк имал големи дарби и способности, бил многу талентирано дете, како 18 годишно момче бил заложник на султанот Мурат II на дворот во Едрене. Таму Герк го завршил и војното училиште. Поради успесите во училиштето и борбеноста, Герк го добил прекарот Искендер, што е муслиманска форма за Александар Македонски. Султанот Мехмед II, значи посебно го ценил Герк Искендер, кому во 1438 година му ја доделил и титулата бек или беј. Значи Герк како бек се вратил во родниот крај, од султанот бил поставуван за управник на кроја. Сега почнале да го именуваат и како Искендербек, односно Скендербек. Значи тоа е печатот на Скендербек, шлемот на Скендербек. И тоа е фотографија од Мехмед II, кој што многу го ценел Скендербек како најталентирано момче и затоа го поставил како управник на Санџак бегот. На овој слайд имаме фотографија, тоа е Скендербек како младо момче. Тоа е Јан Хуњади, значи водачот на крстоносната војска, за кој што ќе зборуваме понатаму. И тоа е знамето на Скендербек, значи со црвена позадина и со двоглав орел. Востанието од 1443 година, значи тоа ни е втората точка од оваа лекција. Кога, како што претходно кажав, војсководачот Јанош Хуњади, значи тој бил начело на крстоносната војска. Тука се случила една битка кај градот Ниш на 3 ноември 1443 година. Значи на едната страна бил Јанош Хуњади, водач на крстоносната војска, додека Скендербек тука бил испратен како војсководач на османлиската војска. Значи во оваа битка османлиската војска ќе биде поразена и останала во паника, па поради тоа Скендербек заедно, значи според некои извори со 100 војници, според други со 300 коњаници, придружуван од својот внук Хамза Кастриот, значи тој се вратил во Албанија, односно се вратил во Дебар. Значи тука заедно со неговиот внук Хамза Кастриот бил пречека како ослободител, и веднаш преземал мерки за заштита на патиштата од каде што требало да дојдат османлиите. На 28 ноември, значи откако бил пречекан како ослободител, Скендербек заедно со својата војска и со неговиот внук Хамза Кастриот, значи и го ослободил градот Кроја. Тој го подигнал слободолюбивиот дух на војската и на народот, што значи дека востанието станало сеопшто и биле ослободени поголем дел од северна и средна Албанија, односно исчистени од османлиските сили. Откако бил ослободен градот Кроја, Скендербек ги освоил една по една тврдините Петрела и Стелушка и Мат, а потоа биле обновени и кнежествата на познатите семејства во Албанија. Тоа се кнежествата на Дукагините, Захариеви, Аријанити, Топија и кнежеството на Музаките. Тоа е слика од борбата кај градот Ниш меѓу крстоносната војска на Јанош Хуњади и Скендербек, кој што бил начело на османлиската војска, а потоа значи ја напуштил турската војска. Кога видел дека османлиската војска е поразена и веќе е во паника, значи тој решил да се врати во својата татковина. Овде имаме една мала вежба. Како што гледате, тоа е со дополнување. Значи, даден е текст, ваша задача е да вметнете испуштени зборови во тој текст, значи запрете го видеото, припишете го текстот и одговорете на задачата. Додека овде ги имам решенијата од тој текст. Ѓон Кастриот и неговата жена Војслава имале 4 синови, 5 керки. Герк бил предпоследното дете и се родил во 1405 година по освојувањето на Кроја. Од 1414-1415 османлиите го принуделе Ѓон Кастриот да им го даде Герк како заложник.
Герк 10 години учел во Ичоглановото училиште кај Едрене. Таму христијанските деца се воспитувале во османлиски дух, а подоцна били испраќани како управници во земјите од кои потекнувале. Герк се разликувал од другите деца, бил остроумен, научил неколку јазици, таму го добил муслиманското име Скендер. За покажаните резултати во воените походи, тој ја добил и титулата Бек или Беј, пошто бил поставен на функцијата Санџак Бек. Понатаму продолжуваме со третата точка од оваа лекција, тоа е за Лешанското собрание и создавањето на Албанската лига. Како што кажав пред малку, Скендербек, после востанието, се вратил во Албанија и имал две задачи. Првата задача била за обединување на востаничките сили за слобода, и втората слобода на Албанија од османлиските власти. Поради тоа, тој решил да ги обедини сите албански кнезови во еден општ собир, кој што бил одржан на 2 март 1444 година во црквата Свети Никола крај Леш. Како што кажав, се одржала првата средба на албанските кнезови. На собранието учествувале Скендербек, Герк Каријанит, Андрија Топија со синовите Герк, Стрес, Балша, Никола, Палдука, Гин и други кнезови. Таму била усвоена и декларацијата за здружување во сојуз, позната како Лешанска албанска лига. За водач на лигата и командант на албанската војска бил избран Скендербек. Лигата одлучила да создаде заеднички фонд, што ќе се полни со прилози од секој владетел. Скендербек бил многу рамноправен и тој барал сите кнезови да бидат рамноправни и не сакал да се меша во владењето или во владењата на другите албански кнезови. Со Лешанското собрание сушност се направил чекор кон политичко обединување на земјата и создавање на централна власт. Албанската лига од Лежа всушност представува политички воен сојуз во кој секој достоинственик го чувал своето владење. Како што спомнав пред малку, сите биле рамноправни. Скендербек бил пример за рамноправност. Албанската лига од големо историско значење, затоа што представува чекор напред кон политичко обединување на земјата во една држава. И овде на оваа слика е прикажана црквата на Свети Никола, каде што е одржан тој собир на албанските кнезови под команда на Скендербек, а воедно тука оваа црква представува и почивалиште на Скендербек во Лешка. Овде имаме една мала вежба, повторно со дополнување на испуштени зборови. Второто е прашање со заокружи и третото пополни ја табелата поврзана со владењето на Скендербек. Може да го запрете видеото, да напишете во тетрадките и да ги одговорите прашањата. На овој слайд исто така го имам решението од оваа задача. Почнуваме од првото. На 2 март 1444 година во црквата Свети Никола крај Леш се одржала првата средба на албанските кнезови. На собранието учествувале Скендербек, Герк Каријанит, Андрија Топија со синовите Герк, Стрес, Балша, Никола, Палдука Гини и други кнезови. Втората задача е заокружи, кој бил водач на Лешанската албанска лига. Понудени се 3 одговори: под А Герк Каријанит, под Б Скендербек и под В Андрија Топија. Точниот одговор е под Б Скендербек. И пополни ја табелата поврзана со владењето на Скендербек. Дадени се кнежества и тврдини. Во почетокот треба да напишете, ученици, кои кнежества ги формирал, ги основал
Скендербек, тоа се кнежеството на Дукагини, Захариеви, Аријанити, Топија и Мозаките и ги ослободил тврдините една по една Петрела и Стелуш кај Мат. Значи, овие кнежества биле под контрола на Скендербек. Се надевам дека ја разбравте наставната содржина. За крај имаме домашна задача да одговорите неколку прашања. Првото, објаснете го потеклото на семејството Кастриоти. Второто, опишете го враќањето на Скендербек во Албанија. Третото, во што се состои значењето на Лешанската лига. И имате едно прашање, истражувајте за Скендербек на следниот линк. Ви благодарам на вниманието. До гледање и се гледаме во друга прилика.